Девојче, мале се друга работа, вака не е добро за тебе. Председателката на управниот одбор на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје сепак не планира да си поднесе оставка, иако управниот одбор со месеци ја блокира работата на претпријатието. Денес присуствувавме, односно се обидовме да присуствуваме на седница на управниот одбор на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје, кој што е највисок орган кој што одлучува за работата на јавното претпријатие Комунална хигиена. Накратко тие ги носат сите одлуки. Одлуките за план за јавни набавки, дали ќе се набави нова опрема, дали старата опрема ќе се поправи и така натака. Се е во нивни раце, а директорот едноставно ги спроведува тие одлуки. Поради овие блокади, јавното комунално претпријатие не е во можност навремено да го собере отпадот. Поради ненавремено донесените одлуки или неносењето на одлуките на управниот одбор, се загрозува здравјето на сите граѓани и на сите скопјани. Ова не е случај само во јавното претпријатие Комунална хигиена. Јавните претпријатија во градот Скопје веќе со години се блокирани од страна на управните и надзорните одбори. Во управните одбори генерално се назначуваат членови или активисти на политичките партии на власт, во случајов ВМРО, ДПМН, Евлен и останатите. Истите тие го загрозуваат вашето здравје. Инаку, по деловник, сите седници на управниот одбор на јавното претпријатие Комунална хигиена, како и на останатите претпријатија, се јавни. Ние како јавност и сите вие граѓаните можете да присуствувате на истите. Денеска се обидоа да не спречат во истото. Погледнете што се случуваше. Добар ден. Како сте, председателке? Ќе ни кажете ли дали се чувствувате одговорно што не дозволувате градот да се исчисти? Јас не се ни оддалеку не сте блиску до истината. Ваша должност е да одобрувате да набават нова опрема, нови инвестиции. Повелете горе на седница, повелете горе на седница да слушнете вистината. Повелете горе на седница. Ве молам, пуштете ме да влеземе. Повелете, имавте можност да видите све. Сега немајте да видите. Знаете дека сега правите кривично дело? Зашто правам кривично дело? Зашто? Злоупотреба на службена положба, несовесно работење во службата. Повелете кој од како тоа врз основа на што ги тврдите овие сите информации? Повелете горе. Ама немајте, значи слушате. Вие имате одговорност како управен одбор да дозволите да претпријатието набави. Имате толку простор да одите слободно. Ако сакате да бидете безобразни, не сакаме, вие нема проблем. Значи вие не дозволувате претпријатието да набави нови. Од каде ви е таа информација? Од еден извор? Да, повелете на управен одбор, повелете на управен одбор да ги видите и записниците, апсолутно ќе дозволиме. Планот за јавни набавки е усвоен навремено и може директорот да постапува по истите. И јас не дозволувам. Јас сум значи управниот одбор го усвоил и планот за јавни набавки, и програмата за работа за развој, и инвестиционата програма на време. Повеќе од тоа, оставка се чувствувате ли одговорно? Не. Нема потреба. Ќе се видиме на управен, повелете. Како може да е тајно нешто што секако после треба да го објавите јавно? Записникот од управниот одбор треба да го објавите јавно и сите одлуки. Како може да е тајно разгледувањето? Не е тајна записникот, и доле и сега ги извртувале работите. Јас записниците не се информации од јавен карактер и вие сте имале можност, ама не знам кој ви дозволил, така ќе го преиспитаме. Преиспитајте го слободно. Сите записници се објавени, кој не ги доставил. Не е проблем, ако сте ги земале од веб страната, мислам дека не се објавени. Добро, проверете слободно, а инаку имаме право да пренесуваме, немате право да не избркате. Во случај да ни ограничите... Разговарам со председателката. Да одлучува самостојно без присуство на јавност. И за тоа ќе треба вие да го оправдате и да одговарате. Видете, не сум јас осуден криминалец правосилно, вие сте. Значи, вие имате пресуда. Александра Петровска. Инфомакс. Да. Значи, јавно ви е достапна пресудата. Така е, да. Јавно ви е достапна пресудата и вие немате право да ме квалификувате. Никој не ви даде на вас право да кажувате кој е безобразен. Сериозна професија, за вака да го прљам. За да те покани некој, треба да имаш некој барен дозволиш и да присуствуваш. Ние да кажем, ние имаше и на затворена седница. Во собрание барања доставуваме за да присуствуваме? Собрание, влада е влада. Вие сте управен одбор, значи вашата работа е јавна. Ние ќе присуствуваме. Одлучете. А кога ќе одлучите,
Да. А кога ќе одлучите дека е Може снимаш, од кај да знаем, ние сега што правиме. камерата иде за да ве снима. Како така може снимате? Значи камерата дојде за да ве снима. Чекајте, седницата не е почетна, ја не сум дала дозвола дека може да присуствувате на оваа седница на управен одбор на одредени содржини. Браво, победата, да. Имаме уште од плес. Притисок. Немате притисок, имате медиуми, јавност на тоа. Притисок имаме уште од плес. Јавноста ви е притисокувал? Не знам кој ги повикал. Никој не ги повикал, ние сме јавност. И јавноста може да присуствува на сите ваши седници. Тоа е тоа. Исто како што секој ден одиме во собрание, исто како што одиме во Совет на град Скопје. Ако сакате, само ќе повикаме сите медиуми. Слободно, нека дојдат другите медиуми, не е проблем. Ние мислевме и дека ќе дојде некој медиум уопште, пошто обично заинтересираност има за јавни седници. Не е јавна затворена седница. Нема да право да Да како нема право, не сте го прочитале Статусот статусот. што Статусот сте го прочитале тоа. На Даниела збориш, кај се прочитала на Даниела. Од кај знаеш дека е затворена седница? А ти викаш дека е затворена, ти бираш? Господјата председателка рече затворена. Да, има точни кои ќе се разгледуваат на затворена седница, да, и тоа управниот одбор има право, Ма кој ве а за вика? истото ќе ве... Некој кој не вика на седница. Значи, оваа седница не е јавна седница, Прво треба да пријавиш, има треба работи треба кои да што има на управниот одбор треба да ги одлучи, а за истото ќе Не ве... може да дојдеш ај сега да дојдем у кај вас телевизијата збор. Можете како не можете. Како може? Слободно дојдете отворена редакција да постанеш. Исто како што можете кога сакате да одите на Совет на град Скопје како јавност, не како медиум, се како... Јас не сакам да бидам снимана. Немате такво право, вие земате... Како немам, ја имам лично право да кажам. Вие земате плата од граѓаните на град Не Скопје. земам ја плата земам од мојот директор, собственик на А паушал не фирмата. земате како... А тоа е друго, не земам плата, вие рековте плата. Вие земате Е, паушал, паушал да. на град Скопје и вашата работа е јавна. И секој може да дојде да ви гледа и тоа што не е дошол пола град, тука да работи. Сега, кога ќе се обезбеди кворум, чекаме уште еден член на управен одбор, ќе ве замолам и вас, и помошник, заменик, не знам што е господинот, и вас како медиуми, да ја напуштите оваа сала, за да уредно ја одржиме седницата за што сме дојдени. И затоа ќе замолам вас како директор, вашиот помошник, представниците на медиумите да напуштат салата, да не остајте да си ја сработиме работата. Седницата ќе донесете одлука дека се Микрофонот ви седи отворено. Да, затоа што чекам да почнете седница. Почнете Значи, седница, затворете слушајте, и си одиме слободно. Слушајте, значи вас имате институции кои што ве регулираат. Имате и закон за медиуми. Да, и ние постапуваме. Немојте да ги проширувате границите. Излеземе кога ќе донесете одлука. Почнете ја седницата, затворете ја и тогаш ќе излезе. Не знам што не е јасно, на што кој ја како прсина. Персида, кај дојде. 2, 1, 2, 3, 4, 5, Затворете, 6, слободно и 7, 8, имаме кворум. Нека Да, Персида. ајде. Може да се се снимаме, што имаат Уште прсида и јас ве замолувам, директоре, помошник директоре за економски работи и вас како представници на медиуми, значи да не оставите да си ја сработиме работата по завршување на седницата. Абе, вие ми кажувате што да правиме? Абе, кои сте вие да дојдете на управниот одбор да ми кажете како да работи? Ама стварно? Ама не може вака. Ама што ни е она ревизор на управниот одбор? Ама што е ова? Ама не обезбедите ова просторија. Јас нема Ама не ќе да ме снима никој ме. Не, ама снимаат во време снимаат. И од тоа време снимаат една пајаца, милион прашања, притисоци, Ама кој ги пушти осудена, доле? криминалец, Кој ги кидајте пушти? ли оставка, не сте изгласале програма за работа и развој. Бе, куп невистини, млада си, Кој ќе ги пушти, добиеш да? тужба. Доца. Тужба Кој не ќе ги пушти? Ама кој ги пушти исто како Фуркан Не што знам пушти кој ги пуштил. паучи? Значи, не знам кој ги пуштил. Нека дојде исто како Фуркан, исто. Да. На номерија кој дојде. Доволно ме избламиравте и вие, и вашата предпоставена со глупости во медиумите. За секоја работа, кој што ви ја донесува програмата, ви ја донесува завршната сметка, како не ви е срам, не ве вдига на седница и ви ја гласа. Јавните набавки. Кој не ви ги гласаше јавните набавки? 13. Повикајте ја од Ивана да ги донесе. 13.2. А зашто не ви- 25. Тоа знаеш дека имаме застој, заради вас. Како да не заради нас, стварно ако мислите по пат на сила и по притисок по медиуми, и ако мислите дека некој ви се плаши, никој не ви се плаши. Да ги викнеме и другите медиуми што ви се. Барем кога има медиуми, дека има цела Не, не, сите медиуми ќе се тргнат на страна, ќе си ги донесеме заклучоците и ќе ги испратиме до сите медиуми. Не,
Да имаш само еден информакс. Не. Видете, ова се јас зајде како не ќе да бегам на страна. Значи, господата представници на медиумот Инфомакс ме пречекаа доле. Значи, нити ме поздравија, ме нападнаа веднаш со прашања и тоа некоректни прашања, малку не форсирајќи вистина која што на нив им одговара. Ни поканив горе, од причина што никако да влезам во салата, нели? Да не испадне пред камера таму да се буткаме. Веќе замолам вас како медиуми и вас директоре, бидејќи согласно деловникот, управниот одбор има право Ние имаме право да бидеме присутни. одредени медиуми ве молам, представници на медиумите, седмицата ќе почне. Управниот одбор по донесување на заклучоците и вас и сите останати медиуми ќе ги информира написмено. Проблем ми беше да го кажете вака или од преска се каравме за жалба? Не се каравме од преска, вие напаѓате. Значи, вие ако одите со притисок, дали сум ја Вие криминалец, без не со лични квалификации, наводи и мои пресуди од минатото, значи тоа прво не ми доликува на еден професионалец. Зашто до сега не Да. се заинтересирани? Ало! Дали може Ти си гостин овде, да полета малку. Јас сум јавност од дека од моите Па даноци. што ако си јавност? Ти си овде ка гостин наш. Од моите даноци вие земате паушали, немате Ау, право. кај ти? Абе, што збориш? Не знам. И директорот има плата од тебе, не се кира. Така е, да. Чекам доле за изјава исто така. Девојче, баре се друга работа, вака не е добро за тебе. Господата кои ги видовте ни се закануваа со тужби и дополнително упатија закана кон мене лично да си најдам нова работа затоа што тоа е за моје добро. Пред неколку месеци незаконски си ги зголемиле паушалите за 2000 денари. Одговори побаравме и од директорот на јавното претпријатие Комунална хигиена кој по писмен пат ни ги достави одговорите. Како што вели директорот, управниот одбор е одговорен да ги носи одлуките навремено за кој е надлежен со закон. И секој член на управниот одбор, вклучувајќи ја председателката, одговара лично, неограничено и солидарно за нанесената штета над претпријатието. Управниот одбор на претпријатието е највисок орган на управување. Ги донесува сите одлуки на претпријатието, а директорот ги извршува одлуките. Управниот одбор во континуитет и со големо задоцнување ги донесува одлуките кои се однесуваат на набавување на главната дејност, односно дејноста на претпријатието, затоа што одлуките за распишување на јавна набавка се носат со застој, со што се блокира работата на претпријатието и се прави ненадоместлива штета. Претпријатието ја обавува својата дејност врз основа на одлуките кои ги донесува највисокиот орган, односно управниот одбор. Директорот вели: нашето претпријатие е јавно претпријатие Комунална хигиена Скопје. Секојдневно ги завршува своите обврски врз основа на својата надлежност и оперативен план. Градоначалниците на општините прават јавни повици за излагање на градежен шут и кабастен отпад без да определат точни датуми кога почнуваат и кога завршуваат со акциите и без одредување на локации. Тоа ни создава проблем затоа што граѓаните тој отпад го носат во нашите контејнери каде што се создаваат диви депонии. Градоначалниците имаат обврска да ја завршуваат својата обврска во делот на собирање на градежниот и кабаст отпад, а ние како претпријатие сме надлежни само за комуналниот отпад, стои во одговорот од директорот на јавното комунално претпријатие. И сега, драги граѓани, оценете сами. Кој и зошто заради политички поени го загрозува вашето здравје?